Продолжуваме со теренските посети низ Македонија. Денеска сме во Ландово. Имавме дружење со младите од Ландово, разговаравме за актуелната економска и политичка состојба во Република Македонија. Истиот впечаток кој што го добивме и во Босилово, и во Ново село, и во Радовиш, и во Струмица, и во Конче, се пресликува и тука во Ландово. Станува збор за навистина тешка ситуација, луѓето гледаат безидејност, безнадежност. Полека својата иднина сака да градат надвор од Република Македонија, да ги напуштат родните огништа, а сето тоа е резултат на политиките кои што новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев ги водат во Република Македонија. Навистина на загрижувачка ситуација која што дополнително не мотивира да во периодот кој што следува излеземе со предлог решенија, но и за оние кои што веќе ги напуштиле, но и за оние кои што размислуваат да ги напуштат, да ги задржиме овдека, бидејќи младите се едината на нашата татковина. Но ако констатиравме многу лоша ситуација во полето на економијата и економските политики на владата предводена од Зоран Заев, во политиката повторно ни се случуваат гафови. Ако во еден момент помисливме дека Зоран Заев слушнал за сето она кое што го говоревме во минатото, дека ќе престане да дава изјави поврзани со спорот кој што нашиот јужен сосед го има со нашето уставно име, видовме дека уште еден гаф се случи, а тоа е предлог спогодба која што Зоран Заев и министрот за надворешни работи Димитров пред некој ден ја доставиле до соседна Грција, без воопшто да се консултираат за незината содржина со нас и за тајмингот кога таа предлог спогодба ќе ја поднесат. Навистина не ја гледам суштината на идните лидерски евентуални средби, сем ако нема некој нов момент за кој што треба да не информираат. Станува збор за една загрижувачка ситуација во државата, станува збор за една соло игра на господинот Зоран Заев, поддржан од господинот Димитров, министр за надворешни работи, и ако таа спогодба треба да биде спогодба на Зоран Заев со Грција, тогаш ние само така можеме да разбереме, бидејќи ние навистина не сме учествувале нити во нејзината содржина, нити па во тајмингот кога истата е предадена. Општа е сликата во југоистокот во Република Македонија дека станува збор за се потешки услови за живот, луѓето се безнадежни, луѓето губат надеж, а тоа е резултат на погрешните политики на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Очекувам дека деновите ќе се денови поради сите овие погрешни потези кои што ги влечат, дека ќе се случат нови судски процеси, нови судски прогони, терор врз неистомислениците на оваа влада, но можам да им порачам дека доаѓа денот кога набрзо ќе бидат минато и доаѓа денот кога ВМРО-ДПМН ќе формира новата влада во Република Македонија, доаѓа новата надеж за Република Македонија, доаѓа новата креативна политика за Република Македонија, доаѓа новата иднина за Република Македонија. Ви благодарам.